Последни вести денеска, добро вечер. Од синоќа активно се чисти главниот град. Поголем број вработени во јавните предпријатија и механизација ги средуваат критичните точки во градот, како дел од ветувањето на новиот градоначалник Орце Ѓоргиевски, дека Скопје ќе блесне за 72 часа. Јас можам да кажам дека на многу места е подобра состојбата, бидејќи јас лично присуствувам при вршење на овие активности на комуналната хигиена, но и на сите оние кои што се приклучени во процесот. Де факто има населби и населени места каде што со месеци не беше собиран отпадот. Има домаќинства кои што имаат таложено поголем отпад од она што е нормално собирање. Нас ни треба трето празнење да направиме за да дојдеме до нормална состојба. Еве во Драчево, например, и во Долно Лисиче веќе има 2 празнења. И пак имаме преполни канти. И по 2 години од извештајот на Советот на Европа, Канал 5 се уште не може да ја предаде тужбата против оваа организација поради неосновани клевети во нивниот документ, се однесуваат на телевизијата. Од Канцеларијата на Советот во Скопје одбиваат да ја примат тужбата, а судот не закажува постапка. Од Канал 5 велат дека ваквиот однос е спротивен на европските стандарди. Дејан Трајковски. И по 2 години од скандалозниот извештај на ЕКРИ, тело на Советот на Европа, полн со клевети на сметка на Канал 5 за наводен ксенофобичен говор против Бугарија, Канцеларијата на ова тело во Скопје останува глуво и одбива да ја прими тужбата поднесена од нашиот медиум. Нивната врата останува затворени за судските курири, како и за извршителот кој го ангажираше тужителот. Адвокатката Сања Трајановска-Ташков вели дека игноранскиот однос на Советот на Европа како водечка организација за човекови права, вклучувајќи го и граѓанскиот суд во Скопје, не прилега на европската пракса и со тоа невозможува да биде слушната и втората страна во случај кој сериозно го нарушува имиџот и угледот на Канал 5 како национална телевизија. Право на пристап до судот, значи тоа е она што треба да биде заштитено. Едноставно да имате право на како во случајот правно лице или физичко лице, било кој, значи да има едноставно право кој што судот ќе му го обезбеди само да отпочне со постапка, значи само да се спроведе постапката. Тоа се бара само, значи. А не може судот цело време 2 години да одлучуваме ние и да чекаме сега судијата да закаже судење затоа што смета дека не може да постапува во постапка која што е против Совет на Европа, односно против програмската канцеларија во Скопје. Дали судот се плаши? Тоа не ни е јасно. Шокантно е што најстарата повоена политичка организација која почива на принципот заштита на човекови права да не сака да прими тужба за некој да може судски да се одбрани, вели директорот на Канал 5 Иван Мирчевски, кој наводите во извештајот ги нарече погрешни, неточни, односно безочна клевета. Зато поднесовме тужба која што за жал Советот на Европа, поточно нивната канцеларија во Скопје, не сака да ја прими. Тоа мене лично како управител на оваа компанија ме става во состојба на шок и неверување. Организација која што има за цел да ги штити човековите права, не сака да ја прими тужбата и барањето за одговор на тужба од страна на Канал 5. За мене тотално несфатливо. Зошто Канцеларијата на Советот на Европа не сака да ја прими тужбата и да ги вкрсти аргументите со Канал 5 пред суд, оттаму не одговорија ниту на нашето новинарско прашање. Судија на претходна постапка во Основниот кривичен суд Скопје им одреди мерка притвор од 30 дена на 4 од 5 лица осомничени во корупцијскиот случај поврзан со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. 5 мина осомничени попладнево беа спроведени во судот, каде што се произнеле пред судија. По сослушувањето судијата донел решенија со кои што го прифатил предлогот на обвинителството за осомничените. Како што соопшти судот, притворот од 30 дена за сите четворица е определен заради постоење опасност од бегство, можност за влијание врз сведоци и опасност од повторување на делото. За 5-тото осомничено лице, судот го прифатил променетиот предлог на јавниот обвинител и определил мерка куќен притвор. Осомничените беа уапсени вчера во акција на ОЈО ГОК и МВР под сомнение за примање и давање подкуп и противзаконско влијание, поврзано со доделување договор од ИПАРД средства на фирма која што не ги исполнувала условите.
Ова е уште една потврда дека корупцијата во земјоделието цвета, а Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството е дувло на злоупотреби на парите за земјоделците од ИПАРД програмите. Обвинија денеска од СДСМ. Повеќе од година и пол низ земјоделските кругови се зборува дека се бараат провизии. Се задржуваат предмети во фиоки, дека се врши притисоци врз службеници кои одбиваат да бидат дел од тој механизам. Сега тоа доби и конкретна потврда. Директорот од ДПМН е фатен со рацете во криминал. Прашање е дали министерот Трипуновски е замешан во оваа корупцијска шема. Овој корупцијски скандал е директна закана ИПАРД програмата целосно да биде суспендирана од Европска Унија. Извештајот на Европската комисија за земјава и повиците за уставни измени нема да ја предомислат владата. Премиерот Мицкоски денеска повтори дека под овие услови уставни измени нема да има. Што се однесува пак до рокадите во владиниот состав, Мицкоски кажа дека за тоа допрва ќе се разговара во рамките на коалицијата. Нашите позиции како ВМРО, ДПМН и како влада се јасни, непроменети, недвосмислени. Нашата порака е прилично јасна и остануваме на ставот дека никој не сме и не е фер да очекува дека ние туку така ќе влеземе во било каков процес на промена на уставот, а без при тоа и другите страни да си го испорачаат тоа кое што е од нивна обврска согласно меѓународното право и согласно оние гаранции кои што тие вака на фанфари на голема врата ги најуваат. Ние сме подготвени за диалог во секое време, сакаме да разговараме. Како понатаму ќе се одвиваат работите, јас кажав, до сега не е разговарано, не велам дека нема да се разговара, можеби ќе се разговара. Но треба да се води сметка дека ВМРО ДПМН како политичка партија е најголема политичка партија во Македонија и дека мандатар на оваа влада сум јас и логично е дека последниот збор ќе го имам јас. Не би сакал да комуницирам преку медиуми. Повторно за градот Скопје, но од друга перспектива. За помалку од 24 часа отпуштени се околу 400 вработени во комунална хигиена. Според новото раководство на градот, тие земале плата, но не оделе на работа. Дали ќе реагира и обвинителството и кои ќе бидат следните чекори на истражните органи од прилогот на Афродита Рамос. Плата без одење на работа, сомнителни јавни набавки и злоупотреба на предпријатијата. Ова се дел од наодите кои новиот градски татко, Орце Ѓоргиевски, тврди дека ги открил во работењето на комунална хигиена, но и други јавни предпријатија под ингеренција на градот Скопје. Ѓоргиевски повторно ги повика надлежните институции да ги истражат наодите, но потврди дека тој досега не пријавил во обвинителството. Како во одредени предпријатија се вршени злоупотреби и за тоа ќе говориме во наредниот период, како се набавувани материјали и резервни делови кои што нема потреба да се набавуваат во огромни количини, како се набавувани во одредени јавни предпријатија цевки, па голема количина, па не се употребувани изминативе 4 години. Сето тоа така се постапувало и се работело недомаќински изминативе години. Од ОЈО информира дека засега до нив не е доставена нова пријава од институциите, после проверките кои МВР веќе ги направи, а резултираа со притвори на поранишниот директор и управител за отпад во комунална хигиена, Сабахедин Рустеми и Аки Саити. Действие имаше и во комунална хигиена и во град Скопје. По тоа зашто се обезбедени докази до овој момент, отворена истрага за загрозување на животната средина со отпад. За други наводи, надлежноста за откривање на кривично дело е кај МВР, Управата за финансиска полиција и инспекторите. До обвинителството во овој момент не е доставена пријава ниту известување. И од Министерството за внатрешни работи потврдуваат дека засега немаат нови активности во истражување на овие нови наоди за злоупотреби. Со генералката на Скопје започна и чистењето на јавните предпријатија од неработниците. Веќе се отпуштени скоро 400 вработени, а најголем дел од нив се од комунална хигиена и паркови и зеленило, изјави градоначалникот Ѓоргиевски и додаде дека нови вработувања не се планирани. ВД директорот на комунална хигиена Александар Јовановски тврди дека предпријатието е во девастирана состојба. Јас кога дојдов го начекав во катастрофална состојба, по насоки на градоначалникот и согласно евиденцијата за работните места и доаѓања. Избркани се над 170 души од своите работни места за 24 часа.
Согласно евиденциите кои што ги имаме во предпријатието, тоа што го спомна вчера градоначалникот за камионите, односно за склучување за вршење интелектуални услуги, а преку тие договори фактички се изнајмувале камионите. Ќе ги предадеме во надлежните институции. На вчерашниот почеток на генералката на престолнината се појавија над 100 вработени, а беа мобилизирани и голем број на возила за чистење. Сепак, одбраната на поранишниот директор Сабахадин Рустеми тврди дека тој се обидувал да ја обезбеди потребната механизација и поголеми ресурси за предпријатието, но управниот одбор тоа не му го одобрувал. Тоа беше се. Пријатна вечер.